Како што најавив и на почетокот, гостин во вестите е премиерот Никола Груевски. Благодарам што сте дел од вестите на Канал 5. Добро вечер до сите што не следат и благодарам што ме поканивте. Разговорот ќе почнам со најновата информација која што вие самите објавивте на Facebook, а тоа е за нова инвестиција која што треба да отвори фабрика во Охридско-Струшкиот регион. Кажете ми кога треба да започне и за колку вработувања станува збор? Благодарам за прашањето. Значи, прво да потсетам дека за оваа компанија јас објавив уште некаде во втората половина на март на митингот во Струга, кога не смеев да го кажам името, но бидејќи компанијата ни кажа дека донеле интерна одлука, што се уште не сакаат да објават, така и постапив. Кажав дека германска компанија која ќе вработи околу 1000 луѓе ќе се стационира во Струга Охрид. Тоа беше втора, преходно за ОДВ. ОДВ сами објавија практично. ОДВ Електрик. И задоволство ми е што еве сега во декември компанијата одлучи да го официализира тоа и го објави на нивната веб страница. Така што станува збор за околу 1000 вработувања во период од 5 до 7 години. Во првите 3 до 4 години околу 450, потоа инвестицијата ќе има потреба од повеќе работни места. Станува збор за инвестиција од 70 милиони евра, која целосно ќе се комплетира, а во првите 3 до 4 години 35 милиони евра, потоа ќе продолжат со инвестиција додека целосно не ја заокружат. Учеството на извозот на ова инвестиција, извозот на Македонија, ќе биде во првите 3 до 4 години околу 60 милиона годишно евра, а кога целосно ќе се комплетира во период од 6-7 години ќе биде околу 170 милиони евра. Значи, значајна инвестиција од секој аспект, економски, макроекономски, вработеност и секако нема да бидат само тие 1000 вработувања, затоа што секогаш ваква компанија носи индиректни вработувања. Тие ќе имаат потреба од соработка со многу локални фирми за различни работи, поврзани со нивното производство, услужни дејности и така натаму. И добро е што доаѓа ова инвестиција заедно со германската ОДВ Електрик. Ова инвестиција на Костау практично ќе помогне многу во овој регион, Струшко-Охридскиот регион, затоа што невработеноста таму е многу висока и секако дека ќе има сериозно влијание на многу луѓе да им го реши можеби животното прашање, а тоа е вработувањето. И добро е што е дисперзирана на место каде што практично досега немавме некоја покрупна инвестиција. Ние продолжуваме и понатаму за други инвестиции во тој регион да работиме, поврзани со ЕМО, со просториите на поранешен ЕМО, но за тоа потоа, кога ќе бидеме спремни, односно кога ќе биде работата финализирана, тогаш ќе објавиме за тоа. Тоа е околу оваа инвестиција. Не знам дали имате уште некој... Така е во контекст на кога ќе почнат, рековте, мислам дека него нивните размислувања се некаде април, мај да почнат со регрутирање на вработени, што значи преходно ќе објават и огласи. Прво ќе почнат во Браунфилд, значи во некоја постоечка хала, а потоа, неколку месеци потоа ќе започнат и градбата на нивната фабрика, која ќе биде доста голема. Станува збор за сериозна компанија која што произведува делови, електронски делови за автомобилската индустрија, нешто слично како Маккарт што се гради фабриката во Велес, значи од истата индустрија се, всушност тие се и конкуренти. Ова ќе биде голема фабрика, од прилика поголемина 2,5 пати поголема од фабриката, да речеме, Kemet Electronics во Скопје. Во контекст на ова што го говорите, јавноста е сведок за тоа дека постојано периодов објавувате некакви инвестиции. Моето прашање е како ова се одразува на економијата и секако на невработеноста на државно ниво? Знаете што, добро е што тргна оваа работа. Еве во последните една недела имаме 3 компании. Преходната беше Гентер, потоа она фабрика што ќе оди во Прилеп со 2000 вработувања. Исто така регион каде што немавме некоја покрупна компанија што влегува со нови работни места. Исто така Капкон во Скопје со околу 400 работни места. Како ќе влијаат? Тие веќе влијаат. 1/3 од севкупниот извоз во Македонија е од слободните економски зони. Влијаат на невработеноста. Ние кога дојдовме имавме 38% невработеност. Благодарение на ова стигнавме до 27,9% невработеност и таа континуирано опаѓа. Раста девизните резерви на државата. Значи, има многу директни или индиректни користи од доаѓањето на овие инвестиции. Морам да споменам дека со оваа компанија работиме долг период со Костел.
на неа работеа Виктор Мизо и мојот советник Алек Никовски. Всушност Алек Никовски беше првиот кој што ги започна преговорите со нив, потоа се вклучи и Виктор Мизо и заеднички успешно ја завршија ова инвестиција. И се радувам што има дисперзираност, Охрид, Струга, Прилеп, Скопје. Се надевам некаде во првите неколку месеци на следната година има уште една компанија во Источна Македонија што планира една поголема инвестиција, дури размислуваат во една од зоните во Источна Македонија сите парцели да ги купат за да изградат повеќе погони. Во северо-западна Македонија една компанија сме во самиот финиш со 2500 вработувања, така што добро е не само што доаѓаат, туку што доаѓаат во сите краишта на Македонија. Чекор по чекор успеваме секаде да излеземе во пресред на граѓаните. Последно слушавме и од вас дека патната инфраструктура може би е клучен фактор за секако за странските компании да додат и да инвестираат во Македонија. Се случува градежна експанзија во однос на тоа прашање, се работи на истокот и на западот на 3 автопатски делници. До каде работат? Работата оди согласно предвиденото, согласно акциониот план за градба на овие автопатишта. И во Источна Македонија патот Скопје-Штип, и во Западна Македонија патот Кичево-Охрид. Ангажирани се 1500 работници, од кои што дури 1100 се од Македонија. Ангажирана е голема градежна механизација, од кои што најголем дел, отприлика 80%, може би и повеќе, се од македонски компании. Например, на потего Скопје-Штип има 215 возила или машини што се ангажирани, од кои што 174 се од Македонија. На другиот дел е уште подобра состојбата. 190, 182 парчиња опрема, дали е тоа возила, дали е друг вид на опрема, се од македонски компании. Така што добро е, работите тргнаа. Влијае на вработеноста, а долгорочно ќе влијае многу и на комуникацијска поврзаност помеѓу регионите, помеѓу главниот град и регионите во Македонија, така што тоа е супер. Исто така, значајно е што и следната година имаме значајни активности. Прво, некаде средината на следната година треба да почне градбата на експресниот пат Штип-Кочани, понатаму градбата на експресниот пат Градско-Прилеп, а некаде кон крајот на следната година, најдос на почетокот на 16-та, ќе започне и градбата на автопатот Требениште-Струга и на експресниот пат од Охрид до Пештани. Всушност целта е да се стигне до Свети Наум, но првата фаза е од Охрид до Пештани. Исто така, како што еднаш спомнав, имаме начелна согласност од една крупна меѓународна компанија, која што кажа дека ќе се јави на престојниот оглас за изнаоѓање на концесионер за автопатот Кичево-Гостивар. Тоа многу не израдува, затоа што тие кажа дека под оние услови кои што ќе се објават, дека тие ќе пристапат со понуда и ќе ги прифатат тие услови. Доколку нешто не се предомислат, тоа ќе значи дека ќе имаме градба на уште една делница автопат, можна е скапа, можна е голема, бидејќи е планински регион и исклучително тежок за градба. Тука не ги спомнувам помалите регионални реконструкции, локални патишта, тоа веќе го подзабравивме дека градиме многу локални патишта и минатата година, и оваа година, и следната година. Сега граѓаните сака да гледаат дека се гради, особено кога станува збор за патната инфраструктура. Ќе преминам малце на политичките прашања. Актуелно на што го гледаме и во јавноста околу односите МПЦ и СПЦ, особено по посетата на српскиот владика Иларион. Како ќе го искоментирате тоа? Па јас имав средба со почитуваниот владика Иларион. Тој побара да оствари средба со мене, дознав дека и со други имал средба. Тој всушност на средбата со мене неговата главна поента беше да владата не се спротистави на еден процес што ќе почне да се одвива, а тоа е тој укажа дека лицето Вранишковски, кој што е во затвор, има сериозни здравствени проблеми и дека заради нив ќе побара да има подолготрајно лечење надвор од затворот. И она што го бараше од владата е да нема некакви интервенции спротивно на тоа, доколку лекарите оцена дека така треба. Јас се разбирам, му кажа дека јас ниту сум помислувал некогаш тоа да го правам, ниту пак во било која друга ситуација би се спротиставил на нечие лечење надвор од затворските простори, доколку навистина лекарски тимови одлучат дека
дека тоа е потребно или пак доколку судот го одлучи тоа, затоа што мислам дека во еден таков процес треба и судиите да го кажат своето мислење, така што од тој аспект му кажа дека ние немаме ништо против Вранишковски, особено кога станува збор за неговото здравје. Во оваа држава има суд, во оваа држава оние што ќе направат одредени прекршоци на законот излегуваат пред суд. Во случајов тоа е и ситуацијата, значи господин Вранишковски се соочи со одредени прекршоци на законите што ги направил, судот оцени тој дека треба да биде толку и толку време во затвор и тој е во затвор. Така што нема тука лично нешто помеѓу владата или него или било кој друг. Така што тој аспект јас го уверив дека доколку навистина има здравствени проблеми, доколку лекарите, судовите и така натаму го оценат истото што се однесува до владата, како и досега, никогаш нема да се вмешува во такви работи. Она што малку на крајот ме остави загрижен од целиот тој разговор не е ова, затоа што ова и не е моја работа да се занимавам со тоа. Сепак и второто што ќе го кажам не е моја директна работа, но сепак од низ разговорот забележав дека господинот владика Иларион тој планира понатаму да се на некој начин да арбитрира помеѓу македонската и српската православна црква, што не е лошо, тоа е добро. Меѓутоа не ме увери дека крајниот исход за евентуално признавање на македонската православна црква би бил со она што 20 и неколку години македонската православна црква се бори да го добие, а тоа е автохефалност. Уште повеќе ме загрижи што не само што не добив таков печаток, туку добив печаток дека тој размислува за одредени пониски, како да ги наречам, позиции или барања. Не барања, него понисок статус, што во секој случај се што е практично пониско од автохефалност е на некој начин починетост на македонската православна црква кон некоја друга црква, во случајот Српската православна црква. Меѓутоа оставам тоа да го разрешат тие за кои што се одговорни за сето тоа. Јас не сум за тоа одговорен, не е тоа во делокругот на моите ингеренции. Црквата е одвоена од државата, затоа постои Македонска православна црква, Охридска архиепископија, постои синод. Останав на крајот велам загрижен. Тој исто укажа дека и атмосферата што ја почувствувал на преходните средби внатре во Македонската православна црква му даваат за право да размислува и за други решенија. Тоа е нивна работа, јас не би се мешал во тоа, но така е, напуштив малку загрижен таа сега. Печатокот е дека преминуваат порадикални мерки и секако се разликува политиката што ја води официјален Белград. Пример Груевски, да разговараме за актуелните прашања што се случуваат дома. Имаше голема расправа, се случаи протести за предлог законот што се воведува за хонорарците и тие да плаќаат придонеси. Виелите дека со новите измени ќе се заштитат правата на хонорарците. Кажете ми, како реагирате на прозивките? Се разбира дека сите прозивки и сите протести и така натаму не ми се драги, во смисла дека не сум равнодушен на сето тоа. Како и секој човек и веројатно и како и многу премиери во минатото, со внимание ги следам и се обидувам да извлечам аргументи во нивните настапи. Аргументот од типот не ни треба ова не е аргумент, затоа што тоа го има насекаде. Нели? Плаќање на придонеси на хонорарите имаме и во Германија, имаме во Австрија, имаме во Франција, имаме во Чешка, во Унгарија, во Полска, во Словачка, во Италија, во Хрватска, во Холандија, односно во 95% од земјите во Европа. Може би 3-4 земји во Европа се уште не вовеле таква мерка. И ова многу ме потсеќа на едно друго време, кога бев министар за финансии, го воведов ДДВ-то. Не знам дали се сеќавате какви негласини се расширија дека не знам ќе пропадне системот, државата, буџетот, дека ова не треба, дека ова не е реформа, дека е антиреформа и така натаму. Денеска сите најдобро зборат за ДДВ-то. Истото беше и со фискалните каси. 2002 година бев министар за финансии. Не само што беа против фискалните каси, туку демонстрира пред Министерството за финансии, кога одев низ други градови, таму ме начекуваа демонстранти
и така натаму. На крајот се воведува фискалните каси, луѓето излегува од Македонија, гледаат секаде има ДДВ, секаде има фискални каси. Последна држава после нас беше Србија и таа ги воведи фискалните каси и ДДВ-то. Сега нема земја во Европа што го нема тоа. И тоа ме потсеќа на едно време. Значи ова што очекувате дека ќе свата дека ова е добра мерка и дека придонесува за нивните права? Прво, оваа мерка ја има секаде во Европа. Моето прашање е зошто во сите држави ја има, а кај нас не треба да има. Второ, на овој начин се обесхрабруваат или подобро речено се спречуваат дел од работодавците да избегнуваат создавање на работен однос на многу луѓе кои што се ангажирани хонорарно, се со цел да се избегне плаќањето на пензиско и здравствено осигурување. Патем речено, данок се плаќа и сега. Значи 10% се плаќа персонален данок. Не се плаќа само пензиското и здравственото осигурување. Второ, има луѓе што по 10 години работат како хонорарци и немаат еден ден работен стаж. Со ова ќе им се помогне на тие луѓе. Трето, ќе се даде можност за докупна стаж. Можност доколку на некого му фали, например, 1 или 2 години да може да се докупи тој стаж. Понатаму, со плаќањето на овие социјални давачки, например, има распространето деновиве дека владата ќе ги земе парите, буџетот ќе ги земе, ќе ги трошеле за, не знам, фасади и за ова зона. Станува збор за придонеси кои што ќе одат во пензискиот фонд. И еден ден, тие што сега ќе ги платат, ќе имаат повисока пензиска, прво ќе имаат пензија. Некои луѓе може да останат без пензија, ако не им се плаќа пензиски надомест. Второ, тие што имаат вработување, земаат хонорар, ќе имаат повисока основица на пензијата. Значи ќе имаат повисока пензија. И втората работа каде што одат овие пари, односно ќе одат од 1 јануари, е здравството, односно во фондот за здравство, со кој што ќе се набавува дополнителна опрема, ќе се зголемуваат плати на лекари, ќе се зголемуваат инвестициите во здравството, ќе се подобрува лекарската грижа за луѓето. Така што не станува збор дека владата ги зима за нешто друго овие пари, дека одат во буџетот и со нив, не знам, ќе се правеле фасади или ќе се инвестира во нешто што некој не го посакува. Директно придонесите одат во пензискиот фонд и во фондот за здравство. И директно одат за идни пензии и за инвестиции и подобрување на здравствениот систем. И при тоа морам да нагласам дека кај нас придонесите се околу 27%, што е едно од најниските во Европа, може би веројатно и најниско. Во другите држави е над 30, 35, 40, 50%. И во сите плаќаат. Во сите земји, освен 3-4, се плаќа придонес за пензиско на хонорарите, се плаќа придонес за здравство на хонорарите. По 40%, по 30%, зависно во која земја како. Добро, останува времето да покаже и да видиме како ќе функционира оваа мерка. Премиере, идентично реакции беа организирани 2 протести, има најава за нов протест околу измените во Законот за образование и секако војдувањето на државниот испит. Зошто и датаму останувате доследен на овие измени кога да речем има реакции? Затоа што со оваа мерка, со оваа реформа, практично сакаме да овозможиме механизам за гарантирање на минималниот квалитет во високото образование. Кога ќе се земе дипломата, таа да не биде еквивалент на парите што се дадени, туку на знаењето што е стекнато. Тоа е основната и нема никаква друга причина зошто ние би се довеле во ваква ситуација луѓе да ни протестираат, да излегуваат на улица, да се подпишуваат професори и така натаму, освен ова. Единствената работа што сакаме е многу добронамерна. Идните генерации во Македонија да имаат повисоко знаење. И кога велам повисоко, тоа значи повисоко, да речеме, од сегашните или преходните. Не повисоко од оние во високо развиените земји, затоа што таму многу потешко се доаѓа до диплома со повеќе знаење. Еве, пред некој ден токму на вашата телевизија излезе една студентка од Македонија која во Словачка ја прогласиле за најдобар студент и кажа: "Да, јас полагав во Словачка државен испит и немам никаков проблем со тоа. Горда сум што го направив тоа." Така што државниот испит го има во повеќе земји и државниот испит е значаен за оние земји каде што има компромиси со знаењето, каде што универзитетите или професорите, не сите, но дел, прават одредени компромиси. Дали тоа го прават заради плаќање пари во смисла на приватни универзитети, дали тоа го прават заради
врски, други релации и така натаму, но постојат такви ситуации. Од таа причина ние се одлучивме да влеземе во една ваква операција за која што однапред знаевме дека опозицијата која што е тотално изгубена ќе се налепи на сето ова и ќе сака да искористи целата ситуација. Однапред знаевме дека Соросовите организации дека нема да спијат, тие за тоа зимаат плата. Тие зимаат плата за се што може да нападнат против владата да го направат тоа. Единствено можам да кажам, се уште не ми е јасно и не можам да го разберам протестирањето на некои студенти, кои што се сега студенти, а кои што знаат дека тие нема да полагаат државен испит. Бидејќи сите што се досега запишани студенти, нив државниот испит не ги офаќа, што значи имаат некои други мотиви. Дали се тие политичко-партиски мотиви, дали е тоа некоја бунтовност младешка, па еве да си излезе на протест за што и да е. Дали се од некого мотивирани на било кој начин или што и да е. Еве на крајот на криштата и наивност или недоволна информираност или бунт заради нешто друго можеби и така натаму. Сите можни опции ги ставам на маса, но една не можам да ставам. Дека се борат тие да не полагаат државен испит, бидејќи тие нема да полагаат државен испит. Законот не предвидува сега запишаните студенти да полагаат државен испит. Така што сакам да нагласам, ако ние гледаме краткорочно, за нас е најдобро ова да не се занимаваме со оваа работа. Зошто да си правиме проблеми? Супер, еве сега да речеме на пример, нема да има овој државен испит, мирна глава, ќе си бидеме мирни, спокојни, нема да има протести, нема да има овој, оној и така натаму. Меѓутоа, ние гледаме долгорочно. И тоа е обврска на секоја влада. Да гледа многу понапред, да гледа долгорочно и да работи за доброто на своите граѓани. Да се грижи тие да имаат подобро и поконкурентно знаење. Зборам конкурентно во однос на истите генерации во Австрија, истите генерации на млади луѓе во Германија, истите генерации на млади луѓе во Англија. Да не испадне нашава диплома многу малку знаење, а германската диплома 10 скалела погоре. На крајот на криштата, веројатно после 10-15 години, јас ќе бидам последниот што некому ќе му падне на памет да го обвини заради тоа. Меѓутоа, јас имам и министрите, и владата, и парламентот имаме обврска да се грижиме. Не можеме ние да знаеме дека во земјава во многу ситуации се продаваат дипломи и се купуваат и да си останеме мирни и равнодушни на тоа. Да кажеме, па добро, окей са, и пред нас било така. Тоа не е коректно према својот народ, тоа не е фер. Ама дел од народот нема да те разбери, ќе те пука, ќе те напаѓа, ќе ти протестира, ќе ти се заканува и така натаму. Ние тоа треба да го издржиме и внимателно да ги слушаме критиките, бидејќи некогаш во критиките има и добри работи. Например, во оваа јавна расправа сега што се спроведе во тие 10 дена, кога министерот за образование, заменикот и другите одеа од универзитет на универзитет, беа во Битола, беа во Тетово, беа во Штип, на Штуловиот исто така да направија неколку јавни расправи, добивме добри информации кои што ги вградивме во законот, кои што во таа првична верзија не постоje. Така што од една страна има луѓе кои што протестираат, за кои што никој не може да разбере зошто протестираат. Има луѓе кои што протестираат од политички побуди и мотиви, но има луѓе кои што даваат конкретни идеи за подобрување. Од нив имаме најмногу корист. Еве да речеме сега на последната седмица овозможивме 20% од испитите да не мора да има 60% одговорени прашања, да може и со половина од тоа. Исто така овозможивме уште 3 до 4 други олеснувања што ги дадовме, што во првата верзија ги немаш, можеби 5, што ги немаш. Низ оваа јавна расправа што сега продолжува во парламентот, бидејќи законот не е усвоен. Секоја дебата на телевизија е еден вид јавна расправа, не е само собирањето на округла маса на некој факултет или универзитет и излегувањето во медиуми и така натаму и давањето на аргументи е дел од јавната расправа во државата. Така што се што ќе чуеме корисно, што ќе помогне се до оној степен додека не се доведе во знаењето, додека не се доведе под прашање. Значи, тука не би требало да има компромис. За се друго може да се разговара за компромиси, за прилагодувања, подобрувања, надградби и така натаму. Тоа е вака нашата цел. Значи, ние влегуваме со една многу благородна и здрава мисла во целата оваа ситуација. Со многу добра желба и спремни да ризикуваме лично. Да ризикуваме по нашиот личен рейтинг, да ризикуваме да не пука, да ни довикуваат, да ни се собираат, да се сити опозицијата која што, патем речено, ќе се надоврзам и на преходното прашање. Јас се сеќавам,
Кога бев министар финансии, кога ги воведов ДДВ и фискални каси, за фискалните каси имаше редица демонстрации. Опозицијата викаше кога ќе дојдеме ние, све ова ќе укинеме, ќе биде како што треба. Дојдоа, ДДВ-то си остана, фискални каси останаа. Зошто? Затоа што ги има во цел свет. И второ, затоа што е добро и корисно. Не ги вовеа цела Европа, не ги вовеа затоа што не чинат, туку затоа што чинат. Затоа што се правични, затоа што се исправни. Плаќањето придонеси на хонорарите не го вовеа цела Европа затоа што не чини, туку затоа што е правично и добро. Така и со ова. Легоме во финишот на нашиот разговор, го почнавме со најава за инвестиции и секако нови работни места. Што може да не очекува во иднина? Во кој смисла? Во смисла на инвестиции и секако на работни места. Па ние во континуитет работиме на привлекување инвестиции. Јас во моментов излегов од состанок со Комитетот за странски инвестиции, каде што е собран целиот тим за странски инвестиции и работиме точка по точка, компанија по компанија. Почнати сме некаде од 5, ќе трае не знам до колку вечера. Така што нашите напори продолжуваат. Да речеме, очекуваме Вејбо, наскоро да ја почне градбата на фабриката. Вејбо веќе во Ранковце започна со рамнење на теренот, со средување на самиот терен. И тоа го прават мощно брзо. Значи, веќе има механизација во Ранковце, во зоната. Очекувам и градбата на фабриката, прво мора да го подготват теренот за да почнат да градат фабрики. Тие сега се во фаза со целосна градежна механизација го подготвуваат теренот, за после да ги градат фабриките и да почнат да вработуваат луѓе. Околу 5600 луѓе треба да се вработат таму. Исто така има најави во брзо време да дојдат, како што кажав, инвестиции во различни други делови на Македонија. Кол центри се најавени нови, кои што вработуваат најчесто 500, 1000, па дури и до 2000 луѓе. Така што продолжуваме со силно, со жестоко темпо за решавање на еден од клучните проблеми во Македонија, тоа е невработеноста. Сакаме да обстоиме со сите добри аргументи што ќе ги чуеме и превземеме во настојувањето на сите овие други процеси што се одвиваат во земјата. Не би сакал еден ден да се изгради зграда што ќе падне затоа што ја изградил градежен инженер кој што си ја купил дипломата. И нема на никому да му биде мило тоа. Слушнавме многу оптимистички најави, се надеваме на нивна реализација. Ви благодарам што бевте дел од вестите на. Ви благодарам. Ми беше задоволство и поздрав до сите што не слушаа.